Рок групата Тенеси е добитник на наградата за животно дело, а компанијата Антура МК го доби признанието за значајни остварувања во развојот на општина Кочани. Со појавата во почетокот на 60-тите години од минатиот век, музичарите од Тенеси се сметаат за пионери и основоположници на рок музиката во Кочани и пошироко, кои оставиле белег во развојот на културата. Компанијата Антура МК пак за краток период од отворањето прерасна во еден од најзначајните стопански капацитети во регионот, во кој постојано се инвестира и во моментот се вработени над 500 лица. Одлуките и образложенијата беа донесени на седницата на одборот за доделување награди и признанија на општина Кочани, на која се сумираа предлозите што пристигнале по јавниот повик за наградување на поединци, групи творци, екипи, установи, трговски друштва и граѓански здруженија кои постигнале забележителни резултати. Имавме одлука за доделување на награда за животно дело, кај што имавме еден единствен предлог и одлука за доделување на награди за значајни остварувања за развојот на општина Кочани, каде што имавме 3 предлози. Бидејќи за награда за животно дело имавме еден единствен предлог, беше едногласно избрана вокално-инструменталниот состав Тенези од Кочани. За значајни остварувања за развојот на општина Кочани имавме 3 предлози, од кои со најмногу гласови беше избран компанијата Антура МК Кочани. За наредниот период, апелирам до граѓаните и сите правни субјекти да има поголема заинтересираност и поголем број на пријавени, бидејќи сметам општина Кочани има доста и квалитетни луѓе кои што заслужуваат да добијат награди како за животно дело, кои што дале доста голем придонес за развојот на општина Кочани, како и за остварување на значајни дела за општина Кочани. Со одлука на Советот на општина Кочани од годинава се укина паричниот дел на наградите и признанијата. Тие се доделуваат во вид на плакети, а врачувањето ќе биде на свечената седница, што ќе се одржи на 12 јули по повод празникот на градот Петровден.